Пораките меѓу вработени во УЈП и газдите на Пулс кои покажуваат инкриминирачка спрега се само дел од доказите кои ги поседува обвинителството и во нив има уште десетина инкриминирани дејствија, истакна денес републичкиот јавен обвинител. Коцевски ја потврди информацијата на ТВ24 дека постапката не е завршена ниту за Управата за јавни приходи, ниту за други институции. Ова следува по објавата на документираниот филм на ИРЛ, во кој се прикажува комуникација меѓу синот на сопственикот на Кочанската дискотека и братот на председателката на Кривичниот суд. Од пораките се гледа дека тие најавувале инспекции, примале подароци и ги користеле своите позиции за резервирање маси. Со завршување на обвинението не значи дека заврши и постапката за кочани. Затоа што еве и вчера имав состанок со обвинителите и овие податоци што беа изнесени од страна на истражувачката лабораторија не се ништо нови. Сите овие пораки се испратени до одбраната. Сите овие пораки се испратени до судот. Сите овие пораки ги имаше и Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, тоа се многу малку пораки во однос на она што обвинителството располага во моментов и има таму можеби уште на десетина инкриминирани дејствија, што значи дека постапката воопшто не е ниту затворена во однос на не само на УЈП и на евентуално други некои институции. А дали УЈП ги проверува инспекторите кои ги предупредувале газдите на Пулс за можни контроли во замена за подароци? Прашав ми во УЈП. Од таму за 24 посочуваат дека можност за оддавање на даночна тајна, како и неовластено информирање за предстојни контроли представува сериозно прекршување на Кодексот на однесување на вработените во УЈП и тврдат дека инспекторите се суспензирани додека трае постапката. Управата за јавни приходи веднаш пристапи кон спроведување на внатрешна проверка на наводите изнесени во објавата и донесе решение за суспензија на вработените лица кои се офатени во случајот, се додека трае постапката за утврдување на фактичката состојба. Оваа мерка е преземена со цел заштита на институционалниот интегритет, угледот на управата и довербата на граѓаните. Во меѓувреме, предметот против осомничените полициски службеници од Кочани и Штип кој го води обвинителството за организиран криминал и корупција се уште е во истрага, а причината за подолготрајното водење на постапката според Коцевски е тоа што во предметот постапува само еден јавен обвинител. По другиот предмет постапува само еден јавен обвинител. Причината зошто постапува затоа што се уште немаме доволно јавни обвинители, односно се уште имаме помалку 70 јавни обвинители. И наредните 3,5 години така ќе биде. И од тие причини, со оглед дека еден јавен обвинител, постапката се води подолго време, меѓутоа и таа ќе заврши во наскоро. Инаку обвинението за Пулс треба да биде оценето од Кривичниот суд до крајот на неделата, рок кој го дадоа и родителите на загинатите деца во страотниот пожар.